Добро, денеска сум повторно тука во Куманово. Имавме убави состаноци, до сега, но продолжуваме и целиот ден да се среќаваме со граѓаните. Имавме една добра средба со занаечиите тука во Куманово, поготово со чеварите, кои ги кажаа сите нивни предлози, сите нивни мерки, но се разбира, разговаравме за програмата и оно што ги очекува, но и како реално да се добие просечната минимална плата, како зголемување на платата да стигне до секој еден работник, но се разбира и сите оние мерки што се предвидени во економската програма на ВМРО-ДПМН. Такви состаноци не требаат и ние се почесто ќе гледаме со сите оние што се заинтересирани да ги разговараме, бидејќи има доста луѓе што се засегнати, поготово во овие 3 години во економската фела, што навистина гледаат како да ги затворат бизнисите или како да ги променат со нешто друго, па дели да се заменат од државата. Да не дозволиме да ставиме клjuč на нашите домашни компании, туку директно да им помагам. Исто така тука сум на еден убав прекрасен комплекс во Куманово, каде што имаме можност да разговараме со спортски работници. Денеска тука со мене и Борко Ристовски за да ни помогне во делот на програмата и презентирањето на сите проекти што ги имаме предвидено за младите, но и секако за спортот и спортистите. Доаѓа време за спортот, доаѓа време како дополнителен еден денар да одвоиме од акцизата директно за спортот и да вложуваме во нови капитални инфраструктурни проекти. Спортот мора да биде на највисоко ниво во Македонија, со вакви луѓе како мене, како Борко позади мене, со луѓе што се во фелата многу познати, докажани, што ја бранеле Македонија и со сите оние спортски работници што навистина сакаат да допринесат, ќе смениме спортот и ќе смениме визијата воопшто во Македонија. Затоа е потребна обнова во спортот, обнова во економијата, обнова во науката, во уметноста, на секаде околу Македонија. Затоа ние се обврзуваме, се тоа да го исполниме, а се разбира, очекуваме и да сите граѓани дадат поддршка на 15 јули, да ни дадат поддршка за бројот 14.